Манифестацијата Кочани град на културата во изминатите месеци донесе значајни културни содржини од повеќе области на културата и уметноста. И во месец мај продолжија активностите со одржувањето на Мактеонот, ѓурѓевденските традиционални обичаи и промоцијата на романот на кочанчанецот Маринко Наумов под наслов Куќата. До крајот на овој месец ќе бидат реализирани уште неколку значајни културни активности, меѓу кои е и проекцијата на филмот Жената што си ги избриша солзите, како изложбата на ликовното студио при Националната установа Центарот за култура Бели Мугри од Кочани. Утре во мултикултурниот центар ќе се одржи Републичкиот поетски фестивал Мајски цвет 2012 година, а во вечерниот термин во Центарот за култура ќе биде прикажана премиерата на театарската представа Оркестарот Титаник. За 16 мај најавена изложбата на академскиот сликар Мирослав Трендафиловски, а истиот ден во Центарот за култура Бели Мугри ќе се одржи концерт на наградените ученици при Музичкото општинско училиште Ристо Јоруков од државни и меѓународни надпревари. До крајот на месец мај ќе биде прикажана театарската представа за деца Срекниот принц и ластовичката, а ќе се одржи и концерт Симфонискиот оркестар и хорот при државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј од Скопје. За љубителите на литературата на 22 мај ќе се одржи портрет на академик Матеа Матевски со промотор академик Ѓорги Страделов. И фестивалот на независна уметност под наслов ТЕК е дел од содржините на манифестацијата Кочани град на културата. На 28 мај е отварањето на 48-миот Дрански аматерски фестивал кој ќе трае до 2 јуни.